Во вестите на Канал Вис разговараме со Јасмина Мазгалиева од Сдруженијето за култура Трансен од Струмица. Тие имаат повод за своето гостување во вестите, а тоа е богатата програма и проектите кои што ги подготвуваат изминатиот период и ги реализираат на територијата на општина Струмица. Конкретно, повод за нашиот разговор се два настани кои што се случуваат во моментов. Тоа беше конкурсот за избор на најдобро уметничко дело, како и чиј што победник веќе го имаме, но и промоцијата на монографијата на нашиот познат уметник Бранко Кончалиев, која што веќе се подготвуваше извесен период и нејзината промоција е веќе закажана. Јасмина, мене најпрво добре дојде по вестите на Канал Вис. Ме интересира еве најпрво за конкурсот за уметничко дело. Како се дојде до реализација на тој проект, која беше замислата да се поттикнат можеби младите и неафирмирани уметници да излезат на сцената, да излезат во јавноста, нивните дела да се промовираат? Благодарам, Сузана, најпрви на поканата и да ги поздравам и вашите гледачи на ТВ Канал Вис. Најпрвен за наградата да кажеме дека тоа е проект финансиран од општина Струмица преку програмата Г1, трансфер до невладини организации. Проектот се викаше Креативна Струмица и преку него се реализира повеќе настани, меѓу кои гостување на Владимир Јанковски и промоција на неговото дело. Исто сега следуваше конкурсот кој што траеше од 1 јули до 1 септември. Пристигнаа некаде околу 16-17 дела од цела Македонија. Најчести морам да кажам дека беа струмичани, со нивните дела на нашите ликовни уметници, кои што конкуренцијата беше навистина огромна и жирито кој што беше во тричлен состав: Александар Дончев, фотограф, Никола Пијаманов, сликар и Далибор Плечик, книжевник, одлучија да ја доделат наградата на Александар Иванов од Штип. Сработи за Ангел Гласник, кој што во техника, јас сега не се толку разбирам во тие техники, цртање со бои, ни представи едно извонредно дело. Јас кога ја видов прв пат, само реков, тоа ми личи на едно дело кое што излезено од руските сказки, ме потсети баш на детството. Целта на овој конкурс беше токму како што вие напоменавте, да се афирмираат уметниците, посебно младите уметници, се стави акцент на младите уметници, кои што се како слободни уметници, го имаат тој акцент, кои што не се вработени и единствено заработуваат преку својата работа и сликањето. Јас многу како еден од програмските директори на Трансен го поддржав целата идеја која што ми ја даде Никола Пијаманов за еден ваков конкурс, бидејќи знаеме дека уметниците во нашата држава се на маргините. Тоа беше моето следно прашање. Дали е потребна поголема афирмација, поголем простор за израз на младите уметници? Секако дека е потребно. Јас само една споредба ќе кажам дека таквите иницијативи се добродојдени од секако, посебно од Министерството за култура, бидејќи во изминатиот период знам дека имаше една таква мерка за откуп на уметнички дела. Знам дека беа и слики и вајарска, од визуелните уметности, ама посебно сликарство и вајарство во мал формат, но како што ги гледавме добитниците кои што добиваат, многу малку беа млади автори кои што тек треба да се афирмираат, туку кои што треба да се поддржат. Кои што треба да се поддржат, туку сликите најчесто беа откупувани од веќе докажани, афирмирани сликари и вајари, како Корбин и такви некои имиња кои што се гиганти на македонското сликарство веќе, на современо сликарство. Затоа ни беше таа идеја и мислам дека традиционално веќе ќе почнеме да секоја година да ја имаме, ќе се бориме за средства. Можеби наградата е скромна, но на некој уметник тоа многу му значи. Пред се признанието му значи дека некој го видел и го препознал.
и медиумски го представи. Тоа е исто така голем момент кога им давате можност да слушнат за нив, да се представат. Да се представат преку медиумите. Исто така ќе имаме изложба која веќе е закажана 26 октомври во Завод и музеј во Струмица. Значи таму ќе бидат представени сите дела од сите пристигнати сликари и нели таму ќе се додели свечена наградата на добитникот на Александар Иванов. И затоа нели сакаме на тој начин да ги афирмираме и другите нели уметници и да ги поттикнеме да творат. Тоа е најбитно, да. Ќе тече веќе нивната работа и конкурсот може да се обнови наредната година. Инаку сакам да кажам дека наградата се вика несовршен простор. Значи концептот е несовршен простор, бидејќи знаеме дека уметниците и немаат баш некои простори каде да творат, ако се нели урбани сликари кои што нели живеат во урбана средина. На времето знам постои ателиена кои што ги имаше градот Струмица и ги сега Прокредит банка е таму, ги издаваше. Значи мора да размислуват и локалните власти како да им обезбедат простори на тие наши уметници кои што треба да си ги чуваме и негуваме, но исто така и да обезбедат галерии соодветни за да ги изложуваат нивните дела. Сте мапирали ли локации? Каде би можеле да се направат ателија? Дали би дале таков предлог евето општинските власти? Не сме размислувале баш многу на таа тема, но најчесто ние сакаме, ние го негуваме тој концепт на рурални резиденции, значи бидејќи изобилуваме со една прекрасна природа, каде што нели на уметникот му треба изолација и да се предаде на својот нели на својата имагинација. Затоа нели ако веќе ни побараат некои такви идеи, може заедно со локалните власти да ги заобиколиме нели терените околу и да најдеме некоја соодветна локација каде што нели во некој стил уметнички ќе бидат изградени такви ателиене и можат не само да служат за нашите локални уметници, туку и како резиденцијални простори за други уметници, гости уметници од странство, од други градови и така натаму, да. Минатиот пат кога бивте гости во вестите на Канал Вест, ние зборувавме за монографијата која што се подготвува од големото дело на нашиот веќе покоен уметник Бранко Кончалиев. Закажана е промоцијата на таа монографија, нешто околу настанот, кои се плановите? Значи промоцијата на монографијата е закажана исто во Завод и музеј Струмица на 27 септември. Тоа се последователни настани? Да, тоа се последователни настани. Значи ќе има изложба и таму ќе се промовира делото монографија Бранко Кончалиев. Значи се работеше монографијата некаде околу 6 месеци. Уредник нели на самата монографија е сликарот нели Никола Пијанманов, кој што ги одбираше нели сликите кои што нели ги фотографираше, кои што требаше нели да влезат во оваа монографија. Текстот е на Трајче Бјадов и е преведена на англиски. Сакавме нели да има и превод, бидејќи не сакаме да заврши само нели во раците на македонскиот читател и на тие што го познаваат македонскиот јазик, туку за неговото дело нели да се запознаат доколку би дошло и во некои други раце и други љубители нели на уметност. Инаку мислам дека во монографијата колку што нели ми остана во сеќавање од тоа што го прочитав, се представени делата од неговото рано творештво до некаде 2000-та година. Од каде ги собиравте делата за да може да ги документирате, да ги фотографирате? Треба да се заблагодариме нели на неговата фамилија, на неговите деца, Ангелина и Ѓорги Кончалиеви. Тие нели ни ги отстапија делата кои што се останале во нивниот дом, да, во нивна собственост. А инаку знам дека Никола контактираше повеќе луѓе, имаше и оглас преку социјалните мрежи кој има нели дело од Бранко Кончалиев да се јави за да биде фотографирано за таа цел и намена. Луѓето нели не знам, стигна огромни многобројни пораки, бидејќи сака нели нивните дела токму да влезат во една таква нели монографија. Колку дела се собрани? Кончалиев беше навистина плоден уметник. Да, плоден уметник, па мислам некаде околу 50 фотографии се влезени во монографијата.
Иако морам да кажам дека бидејќи сме ограничени, бевме со средства и моравме нели да ја ограничиме монографијата на неколку околу 60-70 страници ми се чини. И затоа нели не можевме да документираме, бидејќи тоа е и огромна работа и временски сме ограничени со објавувањето на самата монографија. Но сепак се остава трак, но нели тоа се концепти кои треба да траат повеќе време. Замислите да траат некаде околу 1-2 години, ќе имате време подетално да навлезете во нивното творештво и повеќе луѓе нели кои што би можеле да придонесат во тоа да се вклучат, и тогаш ќе имаме еден многу поголем опус за неговото дело. Но сепак морам да кажем да се заблагодарам на исто пак на Општина Струмица. Во тој контекст на монографијата ни даде подршка сегашниот ВД градоначалник Костадин Костадинов, бидејќи нели му се допадна концептот кога му го представивме и излезе нели со финансиска подршка за оваа монографија. Мене ме интересира, бидејќи реагиравте неколку пати на распределбата на средствата од Министерството за култура, особено и еве конкретниот случај за нов културен бран. Сметате ли дека можеби, иако се оди кон децентрализација на културата, да се афирмираат настани во повеќе градови во внатрешноста на Македонија, да не се сконцентрирани само во Скопје и 2-3 поголеми градови, дека всушност се уште нема методологија на распределба на средствата и дека тие не стигнуваат до настаните и до организациите кои што можат на најдобар начин да ја промовираат и да ја развиваат културата во малите средини? За жал, се уште концептот на децентрализација е сватен на погрешен начин, морам да кажам. Во кој смисла? Во смисла дека децентрализација не се прави од центарот да ги симнувате настаните кон внатрешноста, туку тие да произлезат од организации и луѓе кои што живеат во внатрешноста и кои што овде живеат и со партиципативно учество на сите засегнати страни во таа смисла граѓаните. Значи, морам да кажам дека сега малку ја погледнав и нацрт стратегијата кој што излезе од Министерството за култура и кој што нели е дадена на јавен увид и за коментари од сите нели засегнати страни. Многу се спомнува тој збор децентрализација, но вистинската смисла треба малку да ја разберат на тој збор децентрализација. За распределбата на средствата исто така не сакам да кажам дека во изминатите години многу се бунтувавме за таа непропорционална распределба на средствата и сега на истиот начин тоа се прави. Значи не може градови како Струмица и Струмица нели кон неа гравитираат и другите околни населени места да не добие ни еден проект, не зборувам само за нашата организација. Сигурно се аплицирале и други граѓански организации или поединци, додека Тетово или некои такви градови или Битола да добијат по 5, 6 или 7 проекти. Значи мора да се направи соодветна методологија на распределбата на средствата, мора да се преиспита концептот на децентрализација, бидејќи како што беше напоменато и во самиот конкурс на нов културен бран, беше ставен акцент на деметрополизација, значи тоа значи да се изфрлат настаните од Скопје, бидејќи премногу се таму сконцентрирани, и да ги има низ другите градови. Во овој конкурс на нов културен бран ние видовме подршка на поединци и уметници повторно од Скопје. Значи, ако нели веќе се прави промоција на настани од метрополата, а не развој на култура во значи ако веќе се прави, јас го поздравувам, нели, за поздравување е повикот кој што нели е нов концепт и нели сака да ја развижи независната сцена, исто така сликарите да стави акцент на партиципацијата на самите граѓани и на развој на публиката. Но треба да се има критериуми и да се стават посебни параметри. Посебно би ставила акцент, веќе кога ме прашавте, за изборот на комисијата. Мислам дека изборот на комисијата не треба да биде само од градот Скопје,
Значи, треба да има еден отворен повик и на еден отворен повик да се јават луѓе кои што би ги евалуирале проектите. Бидејќи така остава, нели, сомнеш изборот на самата комисија. И тоа се луѓе кои што до сегашната практика на Министерството беше да се само луѓе од Скопје и сега продолжува таа иста практика. Значи, јас мислам дека треба комисијата да биде мешан состав од различни градови, луѓе кои што доаѓаат од различна сцена и на тој начин, нели, да се има, нели, појасни. И треба, и тоа само да го додадам, треба да се знае, значи, од до колку средства се одобруваат од Министерството, а не да се остава на самиот, нели, апликант кој што аплицира, тој да се ограничува или според своите потреби. Значи, треба Министерството да каже дека, бидејќи секоја апликација посериозна, ние аплицираме на европски проекти, има, значи, минимум толку и толку, максимум толку и толку, за, нели, да можеш и да го предвидиш настанот и концептот на идејата да го концепираш според средствата. Так, буџетот кој што е на располагање. Да, буџетот кој што е на располагање. Сепак и покрај сите неповолни ситуации со кои што се соочуваат граѓанските организации, особено од областа на културата, имавте навистина интересна понуда изминатиот период, 2 книжевни вечери со босанската поетеса Наида Мујухик, како и со нашата писателка Фросина Пармаковска. Овде беше сместена и изложбата на фотографии на Столе Ангелов. Што ќе имаме понатаму? Баш ко овие два настани кои што се закажени 26 и 27 септември, какви се плановите? Па ние постојано аплицираме и на адхок повици кои што се, нели, појавуваат и на странски амбасади и на европски, значи не престануваме, нели, кој како, нели, одобра од проекти, така ја формираме и програмата. За сега мислам дека ја заокружуваме годишната програма на Сдруженијето, бидејќи стварно исцрпувачки да спремиме, нели, толку, а и толку не се и човечките ресурси и капацитети, морам да кажам. Но значи имавме, иако, нели, се сочуваме со финансиски проблеми, имавме одлична понуда за колку толку да ја раздвижиме, нели, таа сцена културна во градот. Наида Мујухик ни беше гостинка од Босна и Херцеговина, таа беше на резиденција на издавачката Куќа Апсолутно модерен на Готен, па, нели, ја презедовме и тука за да ја представиме пред струмичката јавност. Исто така Фросина Пармаковска ни беше гостин со своето, нели, дело Одбројување. И таа, нели, промотивно ни се го представи својот роман пред струмичката публика. Тоа беа проекти и Столе Ангелов, нели, со својата изложба за фотографии, беа поддржани настани од УСАИД за иницијатива на граѓанска недела на организациите. Нели, тие имаат секоја година некоја таква недела на граѓански организации кои што низ цела Македонија ги промовираат организациите од различни области, не само од културата, па така, нели, влеговме во нивниот концепт. Инаку да, ако се покажеш дека работиш и дека вистински, нели, даваш се од себе за да успее твојата мисија и визија на организацијата, донаторите те препознаваат. Така да, нели, ти се покачува, нели, видливоста во јавноста и бидејќи донаторот сака да ги види резултатите и тие да бидат видливи и да има импакт во јавноста, да. Така што ние имавме успешни проекти и со швајцарската амбасада, нели, за развој на културата во рурални средини преку Цивика Мобилите с програмата. Така што постојано работиме. Ние сакаме буквално овие простори кои што се заборавени од таа централизација наша на културната политика, бидејќи се случува во Скопје. Баш тој ни е концептот, значи да ги развиваме тие населени места каде што и токму да ја приближиме културата на граѓаните и на тој начин да дадеме пристап до култура на сите. Тоа е нашиот концепт. Ако не е препознатлив за нашето министерство, тогаш, не знам, треба да се преиспитаат културните политики. Ти благодарам за учеството, се надевам дека
следниот пат кога ќе гостуваме ќе има навистина проекти кои што се поддржани не само од општините, туку и од грантовите од странски донатори, туку и навистина од Министерството за култура, бидејќи на последното гостување овде министерот рече дека се прават стратегии за правилна распределба и правилна децентрализација, па ќе имаме можност да подискутираме следниот пат дали навистина е тоа така. Јас благодарам уште еднаш и сакам да кажем дека ја поздравувам иницијативата и на новото министерство, бидејќи за прв пат на некој начин се отвори една јавна расправа и ќе се отвори една јавна расправа за нацрт стратегијата за културните политики во Македонија. Се надевам, секој човек сме грешиме дека, но битно е дека сигурно ќе ги слушнат коментарите и нашите сугестии кои што работиме во овој сектор.